Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Драго ми е што сте вечерва повторно со нас во подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Вечерва нашиот фокус ќе биде усмерен кон информатичката технологија, нејзиниот напредок, колку е таа важна за општеството и колку е во центарот на младите генерации. Вечерва мој гостин е Томислав Анастасовски, претседател на Комисија за информатичка технологија при Унија на млади сили на ВМРО ДПМН, а воедно и вработен како full stack developer. Томислав, добра вечер. Добро вечер, Ангела. Ти благодарам за можноста што ми ја принуди да можам да учествувам на овој прекрасен подкаст. ВМРО ДПМН зборува. Се надам дека ќе имаме интересна дискусија за оваа тема сепак. Томислав, што те натера да ја засакаш информатичката технологија и дали е таа дел од твоето секојдневие? Да, дефинитивно, Ангела. Значи, почетоците мои со информатичката технологија датираат уште од на моја 3 до 4 годишна возраст, каде што за прв пат моите родители успеа да ми купија компјутер. Тоа е, да речем, нешто што во тоа време, нели 90 и некоја година, многу ретко кој од децата имаа компјутер. И дури еден интересен момент можам да кажам за мене, дека нели во тоа време кога дете, значи едноставно уште не разбираш ни основни некои работи, сон ми се јавува како можам да сменам посадина на компјутерот, станувам со бајлева директива, правам тие некои работи кои буквално копи пасте на некоја сликичи од мислам дека беше од играта Тарзан. Во тој фолдер отварам, гледам, се менува сликата, значи скроз онака како што беше на сон. И од тука више некоја значено постепено чепкањето на некои такви интересни некои работи придонесе, нели, да можам ја понатаму да си продолжам животот цело време поврзан со дали со компјутер, дали со нешто така за, нели, едноставно да бидам во текст со технологијата што оди напред. Нели, со времето, значи, постепено е нови компјутери, на училиште информатика, после тоа средно образование, значи исто таму информатиката малку поише дојде до нели до израз, да, точно. Тука више почнавме, значи имаше многу моменти каде што, нели, како така млади луѓе ни стана интересно да правиме некои финти, цаки, например, како некои да се направат некои апликации кои што ќе се ставаат на компјутерите, па при клик на апликацијата, не знам, да се отвори режачот за CD или нешто слично, значи тоа се дешаваше, мислам, во самите училници. И доста интересен момент, или доста интересно детство, например, го имав и цело време, значи, нешто сум поврзан со компјутерот. Со годините, значи, тоа да не зборам, нели, дека сум остави покрај тоа што сум, нели, со програмирањето врзани сум со доста со геймингот. Сакам многу да играм игри, и до ден денеска можам да кажам да играм, иако значи ги имам нецели више 29 години, ама да речем дека се уште се ги имам, да, си останува таа некоја пасија, некоја љубов што имам, или хоби, да речем, во слободно време. И покрај тоа, нели, истото се занимавам и со програмирањето, така да, дефинитивно, ако не од 24 часа, некои си 15 до 16 часа, јас сум цело време постојано пред компјутер. Дали програмирање, дали геймање или нешто слично, дефинитивно, нели, постојано, значи ми е дел од секојдневието. Вработен си како full stack developer. Може ли да ми кажеш нешто повеќе за таа работна позиција? Што всушност значи и кои се незините клучни вештини во работата? Так. Да, Ангела, значи моментално, значи сум работен како full stack developer. Више имам некои си 5 до 6 години искуство, значи во оваа тема. Значи ова не ми е прва фирма каде што работам. Моментално иначе сум работен во Кипу, така се вика компанијата, со седиште има во Изгейт, ретко кој го знае тоа. Меѓутоа тука сум само некои си 3 месеци. Претходно, значи, имам и некои други искуства, значи во некои други фирми, нешто дел пракса, дел повеќе искуства, значи по 3, по 2 години во некои други компании. Истото, значи истата работа имам работено горе-доле, значи секаде каде што сум бил. Сега што е full stack development, значи тоа е на голема, да речем, ко бранша, да речем, едноставно, нели, како да речеш медицинар или не знам во медицината, таму тоа е нешто огромно нешто, каде што има широк поим точно, каде што поврзува повеќе целини поединечни, значи за оние што не знае, значи full stack development, значи опфаќа работење во повеќе области,
или со повеќе технологии, како што се бекенд технологии, бекенд технологиите се поврзани со самата суштина, значи, на самата апликација, односно дали и како таа треба да работи. Фронтенд технологиите можеби да им се познати на повеќето, повеќето луѓе, затоа што фронтенд технологиите се уствари оние кои што едноставно самиот изглед на самите веб страници или самиот изглед на апликацијата што конкретно ја гледаме или ја користиме, работењето или правењето на нејзин дизајн или некои такви слични работи спаѓа во фронтенд технологии, па потоа користење на базите ни се едноставно, нели, самото име се кажува база на податоци, каде што, нели, секоја апликација треба да си има си има, нели, своја некоја логика и своја некоја база, значи дали со корисници, со некои работи што се потребни на апликацијата и така и натаму. Значи, кога ќе се спојат сите тие единки поединечно, во една целосна, нели, во една целина, тоа се вика како full stack development. Значи, работиме од се по нешто, едноставно со други зборови кажано. И може да се каже дека ваквата роља има големи одговорности. Обично, например, кога се започнува кариерата, значи, во програмирањето, она што го спомнав, нели, како поединечно, значи, дали фронтенд, дали бекенд, дали некој така, значи, се почнува обично со некои помали единки. Односно, за почеток се почнува претежно, значи, сите го користат како фронтенд девелопери да бидат, односно да работат на веб страници, значи предниот дел она што се гледа нели, кога ќе се отвори некој веб сајт или нешто слично, она што се гледа. Зашто? Заради тоа што, значи, можноста да се направи некоја грешка е многу помала. Тука, например, дали ќе игра улога, дали копчето е во црна, во сина, во зелена боја, дали е нешто погоре или подолу, не е толку страшно, отколку, нели, кога ќе се кликне тоа копче, дали ќе направи некоја белја во позадина, тоа е више, нели, сосема нешто друго. Така да, мене лично ми се има случувано многу пати во некои од преходните фирми да морам да останувам прекувремено, иначе работиме, сега конкретно после короната имаме често пати флексибилно работно време, нели, од 8 до 4, 9, 5, али претежно, значи, се работи 8 часови. Претежно тоа е пракса на речиси сите IT компании во Македонија. И доста, нели, сега понова, значи, после ковидот се направи, нели, работење од дома, нели, како да можеме да работиме флексибилно, значи неколку дена од канцеларија, неколку денови од дома. Ама морам да кажам дека, значи, ваквата роља, односно full stack development, поготово доколку имаме повеќе привилегии кон базите или кон корот, или да речеме на бекендот на самата апликација, многу често знае да се деси да останеме и прекувремено на работа. Многу пати ми се има случувано, значи, да треба да станувам во 1-2 часот навечер, па да случајно гледам дека едноставно базата гори, така имаме еден израз ние, па дали нешто треба да се направи, да се оптимизира, да се отвори, да се уклучи апликацијата одново и така натаму. Значи, голема одговорност. Да, ево прашање. Зборувавме малце за твојот професионален дел во животот, сега ќе те прашам. Јас искрено си кажувам дека политиката е еден вид хоби во кое што сите влегуваме со некоја желба да промениме нешто. Тебе те најавив како председател на комисија за IT при Унија на млади сили. Ќе ми кажеш ли нешто повеќе околу тоа? Новата влада формираше ново министерство за дигитална трансформација. Дали вие како комисија бевте вклучени во креирањето на новите проекти во програмата која што ја произнесе ВМРО ДПМН? Така. Краткиот одговор е да, Ангела, меѓутоа, значи, можам да кажам многу за работата што имаме на ние како комисија. Конкретно јас сум, значи, председател на комисијава нешто повеќе од 6 до 7 години, значи, што самото формирање. И низ периодов што беше, нели, да речем, претходно, значи, постојано ние бевме гледавме да пратиме што се случува, значи, тековно во самата држава, значи, ги пратевме и општо пратиме технологиите кои што се нели, дел од секојдневието или како гледаме развојот на технологиите, поради тоа што, нели, едноставно самите комисии се моторот на партијата, значи, за давање на нови идеи, за нови предлози.
за формирање или за помагање формирање на самата програма што е. Така да дефинитивно имаме многу што можеме да кажуваме. Покрај тоа, исто, значи нашата комисија беше и еден вид на сервисна комисија. Се ова може малку да се нашала, значи кај нас програмерите ние сме познати дека не сме многу по зборењето, значи сакаме сме повлечени од позадина, значи работиме работите. Така да и ние и нашава комисија бевме слично, имавме слична улога. Со тоа што многу помагавме, значи во изработка на многу од проектите што ги има останатите комисии на партијата, дали од сеньори, мислам дали од Унијата на млади сили, од Унијата на жени, од ветераните и така натаму. Од сите структури со кои што располага партијата. Точно. Значи бевме помагачи, значи да почнам од најситни флаери, слики, видеа, па не знам дали требало нешто да се помага, значи со мапирање или со некои активности што требаше да бидат, така да цело време сме активни. Дали имате активности во кои што ги вклучувате младите и може ли да ни кажеш некои од тие активности? Така, апсолутно да. Значи имаме многу активности каде што членовите на комисијата се вклучени. Имаме, значи имате вклученост од други млади надвор од други комисии или пак од надворешност? Да, многу пати значи се има случувано каде што членови кои што не беа во нашата комисија нели да ги повикуваме на нашите настани што ги организираме. Еве конкретен пример можам да кажам за еден од настаните е каде што имавме направена работилница за вовед во програмирање, односно каде што еве не е дека се фалам, нели јас бев еден од предавачите тука. Имавме убава работилница, имавме убави, мислам доста членови, значи беа тука, значи на таа самата работилница. Заинтересираноста е значи поголема. Така, дефинитивно, апсолутно, каде што дел од тие некои луѓе, значи дали настрана дали дел од тие, дали настрана некои други, значи не ја познаваат нашата работа, сакаат да се зачленат, значи едноставно имаат интерес да влезат во самата комисија и да ни помогнат во нашето работење. Од активности можам да ги напоменам дека, како што спомнав, пробуваме да помогнеме и сме во делот нели во организирање или помагање на креирање на сите настани што ги има структурите на партијата. Покрај тоа, значи, присутни сме на многу од семинарите на академии и слични некои работи кои што се организирани од многу владини и невладини институции. Во Македонија сме били, значи, на некои семинари надвор од државата, значи секаде сме активни. Во врска со нели она што ме праша за дали имаме активно удел земено и за креирање на платформата, нели на владината, проектите, дефинитивно да, значи тука можам да ги пофалам и да ги поздравам председателот на сениорската комисија на IT Орсе Симов, како и председателот за дигитални трансформации Стефан Андоновски, каде што изминатиот период имавме одлична соработка и со едниот и со другиот, значи имавме многу конструктивни и интересни дебати, разговаравме за многу идеи, за многу нешта кои што реално им се потребни и ги бараат самите млади, значи во државата. Многу од тие идеи им ги посочивме, нели дискутирано е, гледано е колку се остварливи тие идеи да се остварат, нели во толку краток период, затоа што свесни сме дека бевме изминатиот период во многу тежок период, значи нашата држава, како на економски, како на секаков, да, точно, имаше еден огромен застој. Така да некои од проектите што би ги издвоил, значи се, не знам, дигитални номади за странски државјани, потоа пакети за фриленсери, отварање на coworking spaces, не знам, имаме уште многу, меѓутоа, она главното што сите се согласивме дека е најбитно за сега периодов во државата, ние самата дигитализација на услугите, затоа што тука бевме во многу поназад од сите останатите земји во регионов, па и во светот. Да, затоа и се формираше Министерство за дигитална трансформација, па би сакала се околу тоа да те прашам кој е твојот став за дигиталната трансформација и што мислиш како таа влие врз продуктивноста во нашата држава?
Ако мене ме прашаш, значи на мое лично видување е дека мислам формирањето на една посебна институција или посебно министерство за дигитална трансформација е едно од најдобрите работи што се има случај на државава, затоа што не можеме ние да се занимаваме со проблеми од 18-17 век, а кога светот оди напред, значи кога и на Словенија више лансира сателити, ние уште се занимаваме за банални работи. Така да мораме да ние да бидеме во чекор со она што со чекор нели со останатите земји од регионот, па и во светот. И многу добре што значи еве можам да се пофалам дека уште во првите 100 дена од доаѓањето на власта нели на ВМРО ДПМН со чело на претседател Христијан Мицкоски, уште во првите 100 дена направени се успешно се дигитализирани над околу 100 услуги кои што едноставно граѓаните на нашата република. Да, следното моје прашање ќе беше тоа, кои досега проекти ги има реализирано во тие 100 дена? Така. Министерство за Па не се дигитална 100 сега и повеќе и повеќе се, така. Дека ги спомнавме првите 100. Првите 100, апсолутно. Да, па ова мислам нели ко заемно значи Министерството за дигитална трансформација има успеано нели да отпочне или да заврши многу проекти или некои се нели се уште во тек. За некој дури јас уште не знам да бидам искрен, меѓутоа нели цело време сме пратиме медиумите и гледаме. Она што нели како што почнав да кажам, значи најголем фокус беше удрено на дигитализацијата на услугите, затоа што секој од нас барем еднаш во изминатиот период си има најдено во тие бесконечни лавиринти од лутање од шалтер на шалтер, од едно министерство во друго, па дали некој бил на работа, дали не бил, чекање, утре дојде, па дојде утре и многу рано си дојде или нешто слично. Вака, значи, едноставно затоа решивме, значи, мислам општо да се удри фокус на самата дигитализација на услугите и она што го реков, значи, во првите 100 дена имаше дигитализирано околу 100 услуги, а до ден денеска, ако не се лажам, на услуги GovMK, за оние кои што не знаат, нели, таа платформа. Да, може нешто повеќе да ни презентираш околу тоа. Така. Тоа е страна каде што реално не е нова, значи таа е уште од претходно, значи таа си постојала, меѓутоа многу малку било нели да речам удрено во фокус или да се презентира самата платформа, затоа што таа е една многу добра нели страна каде што ги содржи, значи може да се извадат секаков вид на документи, еве да почнеме не знам М1, М2 образци за плати, не знам мада тоа се уствари сега нови дигитализирани услуги кои што нели можам да ги пофалам нели на Министерството за дигитална трансформација го има направено. Едноставно многу има. Добро, држи памет, имаш и нешто дигитален печат, ако не се лажам, или потпис? Не сум баш сигурен за тоа, еве да не сакам да навлагам, меѓутоа нели за издавање на лични карти, издавање на пасоши. Потоа имаше за извод од матична книга на родени, на починати и многу други такви некои образци или да речем документи кои што претходно може да се извадат само на нели со повидување или одење на шалтер, сега се сите дигитализирани. Потоа исто значи министерството успеа за многу краток период да ја редизајнира целата таа платформа услуги GovMK со тоа што едноставно растот на корисници на самата платформа е порасна за некои 150% од кој што било од претходно. Тие се податоци јавно видливи, може секој да ги види. Нели едноставно секој може да поиде да си побара и за многу краток период да дојде до посакуваните документи кои што му се потребни. Покрај тоа министерството има започнато проект за еден многу битен проект за Македонија, тоа е безбеден интернет, каде што или SafeNet, МК SafeNet, така се вика самиот проект. Овој проект значи е оформен од подружница на повеќе институции еден вид, нели покрај Министерството за дигитални трансформации во соработка со факултетот Финки, факултетот за информатички технологии во Битола, во Штип, детската амбасада Меѓаши, институтот Макс ван дер Стол и уште многу други кои што се во соработка.
Со самото дигитализација морам само да напоменам е дека се намалува времето потрошено во по одење во институции, се зголемува транспарентноста, се намалува корупцијата и криминалот што може да се направи. Едноставно и самите намалени се можностите за корупција и зголемена транспарентноста. Кажи ми, дали Македонија има услови за да им обезбеди напредок на оние млади кои што сакаат да се вклучат во технологијата и што сакаат и што бараат младите во Македонија од овој сектор, да речем? Дефинитивно Македонија има огромен потенцијал, она што го спомна ти, во геймингот и во програмирањето. Кога не знам ретко кој знае дека за една од многу попознатите игри во општо во светот Dota 2, дури имавме и прваци на светот, значи едноставно од Македонија кои што имаат освоено таков турнир, да не ги спомнам и останатите игри кои што се Counter или некои игри што не се добро познати што од детството. Значи геймингот во Македонија има огромен потенцијал, играчите знаат што прават, знаат да геймаат. Она што би можел јас онака лично да го спомнам е дека може да се отвора само повеќе интернет кафиња за младите каде што може да геймат. Немаше стварно премногу. Да. Па и сега е добар е проект, но мислам дека може да биде и малку подобар. Во однос на програмирањето, значи тука можам да спомнам дека исто Македонија има огромен број на добар кадар каде што младите, значи, се повеќе се нафачаат, ги заобиколуваат останатите работи, доаѓаат во овој сектор, односно во IT секторот, отворени, значи само може или за ова едноставно бројките се окажуваат своето дека факултетот за информатички науки во Скопје, односно Финки, од година во година има се повеќе број на студенти, дури на моменти ние од постарава генерација се прашуваме каде одат сите тие студенти, што прават, каде нема едноставно толку можност за сите. Покрај тоа отворени се доста приватни академии кои што исто така нудат знаење и вештини во областа на програмирањето, дали за веб девелопмент, дали за креирање на мобилни апликации и така натаму. Дефинитивно, значи имаме огромен потенцијал. Сега тука она што дали Македонија е спремна или не, значи играат и многу надворешните фактори, имаат голем удел. Да речем, искрено кога јас ја почнав мојата кариера, значи тоа беше да речем годините, некои година-две пред короната, тогаш пазарот, односно пазарот на труд беше многу поотворен и едноставно имаше многу повеќе IT компании кои што вработуваа и беше многу полесно да се дојде до вработување. Исто таков еден бранд траеше и да речеме со почетокот на короната, каде што многу од фирмите некои делумно се преориентираа со бизнисите се ги преориентираа со работење од дома, со преку онлайн нарачки или некои работи, така да беше се во ред. Меѓутоа почна тогаш да речем масовното отпуштање во западот, значи на многу од фирмите и постепено тој бранд некако доаѓаше кај нас во Македонија. Така да речем последниве 2 до 3 години можам да кажам дека е малку потешко да се дојде до работа. Сега и оној момент кој што морам да го напоменам дека потешко се доаѓа до работа, меѓутоа како започетник. И кај нас како и во сите останати, не сум сигурен бали баш на сите струки, меѓутоа кај нас во нашава струка, кај програмерите, претежно се кога почнуваме, се водиме како джуниори, потоа добиваме некој искуство од 2 до 3 години, тука више не рачунаме како intermediate developer и после зависи од фирма, значи тоа више зависи од фирма, некој после 5, 6, 7 години сме некои си сеньори, некој како поголем левел, со поголеми треба, меѓутоа и сега така пропорционално се зголемуваат и платите, значи тоа не можам да го кажам дека, можам да кажам, тоа е сепак се во приватниот сектор, можам да кажам. За жал во државниот сектор не е толку баш така, меѓутоа во приватниот сектор е така. И многу потешко, она што почнав да го кажувам, е дека за жал младите многу потешко можат да дојдат сега за вработување, но сметам дека барем гледам онака мое ведување е дека од почетокот на годинава или крајот на прошлата година постепено пазарот повторно кога да се отвора, гледам дека доста од
компаниите повторно се осмелуваат да вработуваат и нови кадри, да речем, да не бидат само да бараат вработување на интермедиат или сениор девелопери, туку и нешто помалку, нешто понизок ранг. Така да тоа е во глобала. Значи да очекуваме дека вратите веќе пошироко ќе се отвараат за оние кои што сакаат да напредуваат во овој дел. Да. Која е твојата препорака до младите? Мојата препорака до младите е она што многу малку денеска разговаравме, а тоа е една огромна тема, каде што реално тоа треба не еден, туку повеќе подкасти да збориме, а тоа е користењето на вештачката интелигенција. Сите ние го знаеме многу добро познатиот ChatGPT, но не е само тој, ги има многу такви Ако чат-ботови. Ако зборувавме за тоа, ќе требаше подкастот да трае сати и пол. И многу повеќе. Ама можеш на кратко нешто да ни спомнеш околу тоа? Оно што можам да кажам е дека не треба младите да се срамат или едноставно да го тргаат ChatGPT или кој да е некој друг бот настрана, туку едноставно ги поттикнувам да што повеќе да ги користат ваквите технологии, затоа што реално во вештачката интелигенција е моментално еднината. Со вештачката интелигенција или со помош на вештачката интелигенција многу полесно можеме да добиеме многу знаење на многу побрз начин и на многу поедноставно да ни ги објаснува некои од работите што не ни се познати и добро позната изрека има дека нема вештачката интелигенција да ни ги замени работните места, туку оние луѓе кои што нема да знаат да користат вештачка интелигенција или некои такви продукти или ботови, тие ќе бидат заменети само. Томислав, ти благодарам за овој разговор. Лично верувам дека како што напредува технологијата, така ќе напредуваме и ние заедно со неа. А вам, драги гледачи, ви благодарам што не проследивте и ве очекуваме во наредниот подкаст. Ти благодарам, Ангела. Пријатно.